селата во Македонија. Ајватовци. Ајватовци се наоѓа во источниот дел на Скопската котлина, во рамките на општина Илинден, на само неколку километри од автопатот Скопје-Куманово, од неговата лева страна. Селото е рамничарско и лежи на надморска височина од 320 метри. Расположено е во подножјето на Ајватовски рид, на допирот помеѓу возвишението на 429 метри на север и котлинското дно на југ на 233 метри. Денешното село Ајватовци потекнува од крајот на 18 век. Како што е случај со повеќето околни села, тоа најверојатно било уништено и опустешено по Карпошовото востание и Австријско-турската војна во 1689 година, а по неколку века пак се обновило. Основач на Ајватовци кон крајот на 18 век бил некој Давин, од кого потекнува селскиот род Давиновци. По нив се доселил родот Пешеви, а последен се доселил родот Тасеви. Во првата половина на 19 век Ајватовци станало чифлик на Мемет бек од Скопје. Во 19 век Ајватовци се наоѓало во Скопската каза во Отоманското царство. До 1912 година сите селани работеле на чифликот, а по заминувањето на турците добиле земја со аграрната реформа. На потезите Клинчарица и Црквиште, каде што се наоѓал камен крст на Свети Петар, а денес е изградена истоимената црква. Селаните често ископувале и изорувале керамиди и гранчарија од понапрешното население. Според составот на атарот, селото Ајватовци има исклучиво полјоделска функција. Населението на Ајватовци, поради својата погодна положба, највеќе се занимава со земјоделство, односно со полјоделство и сточарство. Од полјоделството најзастапено одгледувањето на жита, посебно пченица, јачмен и овес, фуражни и индустријски култури како луцерка и граор. Во голема мера е застапено и градинарството, односно одгледувањето на пиперки, домати, кромид, марули и моркови. Од сточарството најзастапено е одгледувањето на крупна стока, односно краварството, за што е погоден и самиот терен. Покрај погодноста на теренот, за развојот на краварството и млекопроизводството кај населението на Ајватовци највеќе влијае и непосредната близина на некогашната млекарница Сведмилк, како и неколку други млекарници непосредно до селото. Во помала мера, но сепак доста застапено, е и одгледувањето на ситната стока, како овците и козите. Живинарството и одгледувањето домашни птици е застапено во голема мера, поради самиот терен и близината на повеќе приватни живинарски фарми, како и некогашната живинарска фарма Белимбегово. Ридскиот терен околу Ајватовци е погоден и за лозарство, па така лозјата се во голема мера застапени во подножјето на ридот непосредно источно и западно од селото. Исто така, јужно од селото има и повеќе плански насадени овоштарници со јаболка, сливи, круши, цреши, кајси, праски, бадеми и лешници. Според податоците на Васил Кнчов од 1900 година, во селото Ајватовци имало 190 жители, од кои 120 македонци христијани и македонци муслимани. Според последниот попис од 2021 година, во селото живееле 247 жители, од кои 235 македонци, 1 останат и 11 лица без податоци. Доколку некогаш го посетите ова село,
Во близина можете да ги видите. Црквата Свети Трифун, главна селска црква во долот помеѓу двата рида во горниот дел на селото. И црквата Свети Петар и Павле се наоѓа на ридот над самото село и се забележува како знаменитост од сите страни. Во дворот, непосредно до црквата, стои стар камен крст, за кој може да се предпостави дека можеби е подигнат во 1844 или 45 година, поради надписот на таа година во грбот на Еватовци, кој стои во придружните згради во дворот на црквата.